Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте. Уште едно издание Јади Бурек. Вечерас сме во живо, понеделник, 12.11.2023 година. Подолго време ме нема во етерот заради здравствени проблеми, а со големо задоволство го одбегнав емотивниот, па да речем, дури иако оправдан, па дури и хистеричен напад на јавноста во врска со случајот со малата Вања. Малата Вања е нешто што многу тешко може да се дебатира, многу тешко може да се апсолвира и мене, бидејќи не ми се потребни ни рейтинзи, ни кликови, ни лајкови, ни популарност, оставив вие, љубители на јавување по другите емисии, своите емоции тогаш да излезат. Но ја вечерва сакам истите вие сега, после оваа временска дистанца, после откако се ова што се случи, откако ви излегува првите емоции, а тоа е гнев, разочараност, страв, лутина и сосема оправдано, мислам дека инволвираните и сите предизвика еден општонароден гнев. Ја велам, во гнев нема ништо паметно да чуеш, освен емоции. Но поминаа 3 дена, условно кажано, и како и се друго, 3 дена се период кога све спласнува, ама буквално се може да помине. Атомска војна 3 дена, офлеле, по 3-тиот ден наоѓаме нова тема. За жал, таков е и животот, но таков е животот во 21. век, во оваа 2023 година, каде што се забораваме, што било не пред 3 дена, пред 3 недели, пред 3 месеци, пред 3 години, затоа што мојава дводеценијска, иако сум во 3-та деценија навлезен со емисијата, сум видел каде што и за по-бенигна тема знаело да се дебатира десетици денови. Еве ќе ви кажам дека подолго се дебатираше за песните за Евровизија во 2004-2005 година. Да го поздравиш брат ти, можеби ќе се сети, крв плюкавме, не можевме да ја затвориме емисијата, почнуваше од 10 до 30 бајле. Вриеше од телефони и од пораки, дали песната била добра, не била добра, оваа чинела, онаа чинела, и тоа 10 дена трае. Не можеш тема да наметнеш. Но што беше интересно, што е разликата од тогаш и денес? Не знам, но тогаш за 3 дена не спласнуваше. Луѓето размислували, повеќе се интересира, подолго ли ги држеше. Сега влеговме во онаа клик манипулација, каде што после 3 дена не постои толку голем скандал кој нема да издише после 3 дена. Ама буквално. Затоа се спротивставувам на ставот на власта која вели да не се дебатира, да не се предпоставува во јавноста. Напротив, јавноста дупло повеќе треба да дебатира, многу повеќе треба да збори, па дури и да предпоставува лажни, нелажни, вистински, невистински. Зошто? Зошто тоа не ја попречува? Најголема лага, која посткомуњарското аморфни андрогени го направија, прво беше за судски одлуки не се дебатира. И тоа го купивте. Судски одлуки да не се дебатирале. Зборам, значи медиумите не го креваат, бидејќи тоа било правило. Не постои нигде у свет. Видете судска одлука во демократски, во подпросечно демократски земји. Еве во најдемократски земји, во Америка, суд донесува таква одлука, протести пред судот.
Како тоа не се дебатира? Како тоа кај нас не се дебатира, кај нив се дебатира? Знам дека не се дебатира у Северна Кореја, во Русија, во други во Саудиска Арабија, во такви земји не се дебатира. Таму дебатираш и само ако ништо друго, барем тулето ќе ти го изеде и ќе збориш пастена тенка. Да, карикирам. Немам намера више последна деценија да ја поминам глумејки, па ти си несериозен, кој ти даде право на телевизија. Сам си земав право. Ние ќе ти го одземем. И да ми го одземете. И да ми го одземете у раце и да го однесете. И да си го чувате дома. I don't care. Све поминав, све ви дадов. Од мене, толку. Она што ќе го кажам, можете само да се согласите или да не се согласите. Но, за мој став, за моје кажано, нема да расправете. Не ви давам. Имате други емисии кај што ќе расправате, имате свој профили кај што ќе расправате, но ваш став, ваше мислење, без да ми нагласите, види, ја не се согласувам со тебе. Не се согласуваш со мене, одма исклучен. Толку. Ама не ме интересира ти што мислиш за моето мислење. Као што мене нема да ми интересира твоето мислење. Туку, сакам право да ти дадам. А зошто го правам ова? Зошто не си пуштам цртани филмови? Шо го тупиш, Јанко? Затоа што сметам, бидејќи и мене Вања многу ме погоди, случајот на Вања, Вања го сублимирам, значи не само кутрото девојче, туку се она што ни се случи, и тоа не е наше општество. Се сеќавате пред колку време зборевме за масакрот во Србија? Колку меѓувреме масакри се случија во Соединетите држави, низ Европа, во Британија. Катастрофа. И, не знам сега, доаѓаат психолози, психијатри, криминолози, сите и никој нема доволно податоци, па ќе излезе некоја брадата свиња и ќе објаснува, види ова било, она било. А од кај му се нему податоците? Од полиција. Полиција дава на такви мои колеги, им дава информации, види пушти ова, пушти она, или партии што чуле, начуле, за да буцкаат сосема друг или трет. Нема врска со вистината. Не е вистината скриена од МВР. Нити МВР нити па од друга страна МВР работи како што треба. Кога зборам работи како што треба, зборам односи со јавност. Цел Балкан која следи ситуацијата со она што се случуваше со Вања, апсењата и така натаму, сите изјави велат едногласно. Поголем скандал, поскандалозно однесување на еден министер не постои. И то луѓе кои немаат врска политички со Македонија. Наставно ја анализираат ситуацијата. Вашиот Олјо ди Олива, конечно се свести и откако си направи себе промоција, дал се опипава пулс, дал ќе се кандидира за председател на држава, вика, за да не иштетам на истрагата, веќе изјави не давам. Изјави не требаше да дадеш од првиот момент. Зошто? Еве ќе ви кажам. Дали вие гледате најбедни американски филмови? Еве ви француски, англиски, руски, зборам криминалистички. Може ли да ви опишам што се случува? Ама тоа е филм. Не! Филмот не измислиле затоа што тоа е процедура у секоја fucking демократска земја. Се случува убиство. Првиот ден искача шеф на полиција, локалниот, да речам, местна заедница што е, или гувернер, или што е да е. Никогаш министер, никогаш канцеларот за внатрешни работи или што е на FBI не ти искача и така натаму. Локални представници на полицијата искачаат. Дали е тоа брза помош, коранари, дали е тоа пожарникари кои спасувале, дали е тоа полицијата која го открила телото, дали е тоа локалната самоуправа и така натаму. И држат прес истата вечер. Тоа се случи. Тоа го преземаме. Толку можеме да ви кажеме, не одговараме на прашање заради истрагата. Ама првата вечер ти не искача
Како беше, ви текнува 2 дена, не работеле, па утре са бајле, па пресот доцнеше, па на прес искача Олјо. Добро, окей, ама ние, знаеш, Македонија сме, окей, да сте живи и здрави. Ја мислам дека вака треба, ама ја мислам. На тоа ја мислам, ве молам, вие што се слагате и вие што не се слагате, уопште уста да не ме ставате, како што ни ја вас не ве ставам. Го кажувам сега, еве се јавив ја у Јади Бурек и си го кажувам мислењето. Нема никој да расправа за моето мислење, како што нема да расправам ни јас за вашето. Единствено што имам, тоа е режијата знае што е закон Совет за радиодифузија, што смее да се изговори во јавност, што не смее. Ако се изговори нешто што не смее, а тоа е говор на омраза, во смисла религиозен, во смисла пцости, лични навреди и така натаму, ќе биде исклучен. Ако не го исклучиме, ако не реагираме на време, ние ќе бидеме дебело казнети. Ја пари немам за вашите луксузи на фрустрација. Интелигентен човек знае да срочи патос да избрише со пола општество и да не употреби ниеден грд збор. Ја не сум таков интелигентен, но знам дека имам таква публика, сум ве слушнал 100 пати. Што се предпоставките? Предпоставувајте слободно. Додека ние се уште не можеме да добиеме валидни одговори, ние имаме право да шпекулираме. Зошто? Затоа што кога нема валиден одговор, кога нема детали за истрага. Тоа, види, во истрагата било ово-она. Дрн, јариња. 2 недели. Народот е во право кога прашува. Абе, што правевте 3 дена? Обсе го чувавте? 3 дена се возеле овде. Имало камери, имало 40 камери. Нека речат. Во истрагата, окей? Така, све е во истрагата. Кој треба да ја води истрагата, бе? Кој требаше да излезе? Требаше Ојо да излезе. Јавното обвинителство. Требаше шефот на полиција. Тоа се тие кои ја водат истрагата. Не ја водам ја, не ја води Ољо. Ние можеме само да прашуваме, он да дава одговори. Ако не може да даде одговор, имам право да шпекулирам. Видете, не постои празен простор. Ако ја не го пополнам просторот со факти или прашања, ако министерот кој веќе се дрзна да ни држи лекции што требало, како требало, тогаш јавноста никој не смее да ја замолчи. Има право, ама се ширело паника. За да ја спречиш паниката, малку побрзо ќе делуваш, малку попрофесионално ќе делуваш. Така се спречува паника, а не со, види, не зборете. Како тоа не зборете? Како тоа да не зборам? И ја имам керка. Кој ми гарантира безбедност? Ти? Затоа што си излегол на прес и плетка со јазикот. Затоа што 16 раки и мавнал претходно. Не реков за кого. Може би е новинар, може би е портпарол, може би е представник на меѓународната. Може би сум јас со 16 раки кога држам прес. Еве сега држам прес. Уште ме тангира зошто наодот од обдукцијата не е објавен. Еве, пак ќе речете, заради истрагата, добро. Нели можете да кажете, завршен е обдукцијскиот наод, но резултатите ќе бидат, кога некои поврзани истраги, ќе бидат разрешени. И тоа е разбирливо дека не сме и не може се да знаеме и да ни се објави. Но такви небулози има во однесувањето на некои одговорни и на функција, во се во ова, па не сме само ние народот будали. Дали сте отвориле што пишуваат хрватски портали, босански портали, српски портали, на Косово што пишуваат за случајов.
за глава се фаќаат. Значи скандал до скандал. А ботовите, зошто па мене ми се запали, зошто вечерва не си пуштам музиче, слушај нова година, чики-мики се ќе вртиме. Затоа што се вклучија на интернет ботовите. Ле, како професионално, леле, колку феноменално, леле, како добро се однесуваа нашите одговорни институции. И сега, знаеш како? Као некој да ми дал помија за свињи, ја јадам помија, грозна на вкус, и некој од озгора ти вика, добро е. Абе, не, добро е, види, Абе, глеј, колко е добро. Абе, чекај да ти кажа, доста бе, прекини, јади таму, уживај, видиш, убаво си добил. Абе, дај, не се дери, Јанко, смири се. Молам, смири се. Беше во 60-ти, во 50-ти, во 40-ти години. Чуди, смири се, не прашам. Нема веќе смири се, бе. Одамна нема смири се. Ја ја направив јади бурек, за да кажам дека нема смируење. Дека ќе има шпекулации. Мој, ваши, било чии. И јас имам 2 текста да прочитам пред да го отворам телефонот. Ќе има еден телефон. Телефонот ќе биде директно кај мене. Микрофонот е поставен. Нема чекање, нема разговор со режија, нема ништо. Директно кај мене, телефонски, ни вибер, ни бутор, ни така натаму. Пораки, не знам дали ќе можам уопште да читам, но телефонот ќе го имате, кој ќе се јави, тој ќе си збори. Крај на муавет. Секој што ќе си збори одговорност за своите постапки и своето кажано. Ја туѓа одговорност не земам, како што вие не земате моја, но дали имате храброст или имате што паметно да кажете, си вупле. Темата ќе биде вечерва околу истрагата за малата Вања, Бог да ја прости, толку не потресе сите и толку е разбирливо и толку ве сваќам сите до еден и знам дека пола држава не спиеше таа ноќ, додека институциите спиеа па чекаа понеделник, или може би има и такви теории, се заташкуваше чекај заради опсе, знаеш, да не се резилиме. Ете ви сега. Играње, играчки, глумење, лудило. Види, важно нас амбасадата не штити, амбасадориве не штитат, Европска не штити, можеме да правиме што сакаме. Само напред и продолжете така. Но текстот што сакам да го прочитам, бидејќи знаете дека главно осомничениот е уапсен и се наоѓа во турски притвор. Но има еден факт и неколку факти и неколку аспекти кои мислев јас да ги кажам, ама некој седнал и напишал една убава анализа на сево ова. Упс, Дейзи. Океј. Темата е дали Турција ќе бара и испорака на ѓуленистите во замена за Палевски. Под наслов предизвик. Ова е доста интересно, затоа што многу работи можеби покриваат зошто бегаше, зошто идеше пешки, зошто дозволил да биде фатен, зошто нема збор од таму. Иако тезите беа дека ќе бил ликвидиран и што ти ја знам, не смел да биде вратен, оти имал за сите кажано, дрн и така натаму, и така натаму. Сите со своите теории. Рамна била земјата, не сме слетале на месечината, имало уште 3 планети, не постои космос и што ти ја знам, секој со својата теза, добре дојдени сте. Но, ја во наредниве 10 минути ќе го прочитам, ќе прочитам анализата, бидејќи е така, доста поинтересна и искача надвор од она. Психолошките анализи не идам. Зошто? Психолозите што вратим уште секунда. Психолозите што не објаснуваат, сега што ги слушам вака, дали на подкаст, дали не, дека како човекот станувал лош, како човекот бил способен да убие, како злото се раѓало, општеството го родило, порано немало. Слушај ме ваму, не ме правите будала.
Ако ништо друго, барем за последниве 6000 години, ние сме падната природа. Што значи? Ние по природа сме добри суштества, полни со љубов. Се што е надвор од тоа е падната природа. Падната природа е одвоена од Бог, одвоена од љубовта. Човек без љубов може да краде, да лаже, да убива, да прави зверски злосторства. Сега да ми објаснуваш дека ова било нешто, не знам, општеството вакво или такво, а ние, цела цивилизација, ни е базирана на наденување на кол, на робови, на гасни комори, на концентрациони логори, на геноциди, на масовни убиства. И ние сега нешто се чудиме. Ние бевме фино општество. Кога сме биле фино општество? Имало само репресивно општество. Дали репресивните општества го спречија криминалот? Треба бесење, треба смртна казна. Океј? Каде го спречи тоа? У Америка 100 души ги утепуваат годишно со смртна казна и пак натаму најголемите злосторства се таму. Кинезите јавно ги бесат. Не само злосторствата, педофили или не знам какви и што ти ја знам. Спречија нешто? Криминал ово? Не. Постојано го има. Ама треба малце порадикално. Имав една прекрасна жена, Бог да ја прости, овдека беше психолог, избореше за педофилијата. Нема излекување од педофилија. Не можеш да ја забраниш. Не може педофилот да го спречиш да не го повтори делото. Само еден начин. Единствено пољаците го направија. Хемиска кастрација. Човекот едноставно не може да има сексуален нагон кој му е извитоперен, кој е бол. Џабе го тепаш, џабе го затвараш, џабе го убиваш. Следниот педофил пак не можеш да го излечиш. Дали разбирате дека е тоа такво ментално пореметување, а човекот потполно функционира. Но хемиски кастрирај го и тој веќе нема да го повтори делот, бидејќи нема нагон. Иако има тешка перверзија во себе. Па дури еден Зигмунд Фройд вика, ке спречиме ли некогаш убици? Има луѓе кои имаат порив да ги брцне рацете во крваво месо, до толку. Што да направиш со таков човек? Ке го убиеш, репресии, ова, она. Дали го спречило некогаш некаде во светот? Некаде дали го спречило? Еве во најразвиените. Бревик ви утепа 72 деца. Зошто политички не се слагал со нив? Во Скандинавија. Најдобри закони, најдобро све. Што е поентата? Поентата е што да направиш ти со неговиот нагон. Тоа е радикално. Вика, а да го натераш, вика, тој истиот да биде хирург, ветеринар или воен хирург на фронт. Неговата, значи, ќе го обучиш да спасува животи, а неговата перверзна, демонолошка страст, која не можеш да излечиш, ќе биде смирена и задоволена, сепак, знаеш, ќе биде соочен со она што страстите го прават. И неговите, и да ја преиначиш природата негова падната од перверзија, да ја преиначиш во нешто општествено корисно. Ова е и духовно прашање. Не сум ја стручен. Ја само зборам што рекол еден Фройд. Дал се слагам или не, дал се слагат или не, тоа е 10-та работа. Но збориме, ништо нема да ги спречи ова. И ова не, Вања не е последна. Уште Вања ќе има. Дали ќе биде на ваков суров, несуров или ваков или онаков начин. Како беше презумција на невиност? Сега ќе ви кажам, Дневник кога беше под контрола на оваа власт, Дневник вестникот, во Велес се случи едно од најперверзните криминални дела, имено татко ги силуваше своите 3 малолетни керки. Збориме керки од 2 години, од 3 години и од 5 години. Карикирам, ама тука беа негде. Грозно е да го изговориш. Дневник на насловна страна, демек не се кажува името на злосторникот, заради презумција на невиност. Леле, мамицата по списак на сите тие, а знаеме кој беа, денеска се исто
Катерини разни, тие ухлебани у тие цивили призми, што ти ја знам. Во тој период од неколку месеци разлика се случи во Австрија го фатија Фрицел. Го фатија човек, татко, кој си ја држал затворена како робиња својата керка во подрум, редовно ја силувал и направил дете. Презумција на невиност. Моментот кога полицијата влезе кај него со камери, солкав наслов Јозеф Фрицел, човекот монструм и така натаму и така натаму. Кај вие бе факинг демократската, пошто сте нели продемократи, да се побуните зошто му го кажа ликот, уште не беше осуден човекот. Не го фатија на дело со таквото ураце, како му влегоа, пријатно, куфер. Сите медиуми, цел свет го објави тоа. Кај нас, монструмот што си ги силуваше своите 3 малолетни керки, ја и ден денеска не знам кој е. Полека. Презумција, не знаеме. Осуде, не, остај тоа, ќе реши судот. Не збори се, што? Абе, ја ке си го чепнам носот и ке фрлам едно зрнце, вриете сите од коментари, што сум направил. И тоа ви е битно. Или ке се почешам на место кај што сонце не ме фаќа, леле, шокантно. Овде деца ви убиваат, ви колат и ништо. Впрочем, ќутење, еве ќутењето што ви донесе. Еве ќутењето што ви донесе. Една секунда. Можда 2 секунди. Па и 3. Можда 4. Може сега компјутерот. Да читам ја или не ви се видјава. Може, перде ако фаќате, а мислам ние општество така, перде не фаќа. Океј, продолжуваме со емисијата и идам со текстот кој треба да ви го презентирам. Кој сакам да ви го презентирам и за кој може би, не знам, еве утре, задутре ќе дебатираме. Малце подолго, па неке имаме време за друго. Вака вели, ќе барали Турција испорака на ѓуленистите во замена за Палевски. Министерот за правда Кренар Лога се надева дека Љупчо Палевски, првоосомничен за убиствата на Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски, релативно брзо ќе биде екстрадиран од Турција во земјава. Но рече дека е рано да се зборува, бидејќи уште не се искористени сите правни лекови, очекува престојнава седмица Турција да ги земе нашите барања на постапката. Дури денеска ги добивме информација дека барањата се пратени. Он е во 40-дневен притвор. Значи, наредниве 40 дена не мора да биде испратен. Може, ама тоа не значи. Бидејќи и он има некои правни лекови, например, да се жали на одлуката. Да видиме дали ќе биде и дали турците уопште ќе не информираат за тоа. Многу е рано да се зборува за било што, за било како што кажавме и пред 2 дена. Ние релативно брзо очекуваме да биде испратен во Македонија, но треба да видиме дали ќе ги искористи сите правни лекови и дали системот во Турција ќе дозволи тоа да биде на начин како што ние побаравме. Барањето за екстрадиција на министерот Лога го потпиша завчера доаѓањето по апсењето на Палевски на 5 декември во Турција, откако ден претходно беше распишана меѓународна потерница по него како осомничен за 2 кривични дела грабнување и 2 убиства на свиреп начин. Испратени се документи неколку пати преку ДХЛ, по електронски пат, преку нашето МНР и амбасадата. Така што, верувам, од понеделник натаму сите овие барања ќе бидат преземени во натамошна постапка во Турција, рече Лога. Министерството за правда во четврток, 7 декември, го испрати барањето за екстрадиција на Љупчо Павлевски.
Од Министерството пред 2 дена соопштија дека оригинал документот е испратен по ДХЛ до Министерството за правда на Република Турција и во скенирана верзија е пратен до Интерпол. Тоа го вели и се надева македонскиот министер Лега, но Македонија може да се насочи со сериозен политички проблем во овој случај. Заклучок изведен од досегашната пракса на Турција и низините политички и стратешки приоритети. Имено, сосема е можно да се очекува дека Турција ќе искористи можноста за Трампа испорака на Палевски во Македонија во замена на протерување на политичките противници на Ердоган, ѓуленистите од Македонија. Ѓуленистите влог во секоја турска политичка трговија. Имено, на 15 јули 2016 во Турција беше извршен обид за атентат врз Ердоган и државен удар, предводен од дел од војската која се обиде да го убие Ердоган во летувалиштето Мармарис додека тој бил на одмор. Обидот за државен удар ноќта на 15 јули започнал со затворање на мостот на Босфор и мостот Фатих Сулмат Мехмет на Босфорот. Почистите кои со тенкови дојдоа до влезот на мостот на Босфор го блокираа преминот од Анадолија кон европската страна. Потоа премиерот Бинали Йилдирим излезе во емисија на НТВ и изјави дека ова чин на бунт и дека сите почисти кои ќе го вперат оружјето ќе бидат третирани на исти начин. На граѓаните кои поставуваа прашање беше кажано дека е прогласена воредна состојба. Во петокот 15 јули 2016 во 14 часот и 45 минути мајорот АХ кој служел како пилот во командата на воздухопловството дошол во зградата на Националната разузнавачка агенција МИТ во Анкара и пријавил дека зградата на МИТ ќе биде нападнат со хеликоптер. На турските разузнавачи им кажал дека има задача да го киднапира Хакан Фидан, тогашниот директор на МИТ, а сега министер во владата на Ердоган. Информациите кои ги дал мајорот веднаш биле споделени со Хакан Фидан. Почистите ја презедоа првата де-факто акција преку системот за пораки на турските вооружени сили ТСК кои го зазедоа. Во петокот 15 јули во 15 часот и 22 минути припадниците на ФЕТО влегоа во системот за пораки на генерал штабот и испратија наредбата за воен удар наречена оперативен план Гром до единиците на поднивна контрола со 20 ставки. На овие воредни настани командантот на копнените сили генерал Салих Зеки Чолак го повикал градоначалникот на генерал штабот Хулсу Акар. Лицето кое се јавило на телефон било помошникот на Акар, подполковник Левет Туркан. Велики команданте, те чека нашиот началник на генерал штабот, особено нашиот началник на генерал штабот Исхан Ујар во штабот. Туркан го поканил Чолак во штабот. Чолак и началникот на генерал штабот Исхан Ујар во штабот дојдоа и ова сега се опишува што све се случуваше за воениот удар. Ова е целосна анализа. Утврдено е дека припадниците на ФЕТО употребувале наредби кои се со крајна бруталност, како во нивната кореспонденција, ноќта на државниот удар, јасно дале наредба да се растера толпата луѓе кои се обидувале да го спречат пучот. Некои од транскриптите на кореспонденцијата што следува. На собраната толпа ќе се растерува со оган, градежните машини ги поставуваат во аком, пукајте, отворете оган, не дозволувајте да ве опколат, како некој на теренот пукам во толпата, чекам, пукајте повторно и повторно, расфрлајте 10-15 луѓе без губење на иницијативата, инструкции добивале преку WhatsApp, затворете ги мостовите. Војниците го координираа обидот за државен удар на ФЕТО на 15 јули. Комуницираа меѓу себе, меѓу двата преку групата на WhatsApp формирана под името Мир дома со упатство за пукање на цивили и така натаму и така натаму. Како се дознало дека и како пропаднал обидот на ѓуленистите за државниот удар, следи анализата и како завршно. Во обидот за државен удар загинаа 300 до 350 луѓе, од кои 180 цивили. А веднаш следеше масовното апсење околу 6000 луѓе, од кои најмалку 2839 војници. Финално, Ердоган во организација по организација на противнападот го повикува народот, полицијата и главнината од војската за отпор против почистите. Темелно за настаните беше обвинета терористичката организација ФЕТО. Уапсени беа над 5000 луѓе, а над 40 беа осудени на тешки казни, меѓу нив и поранешниот бригаден генерал Ѓокан Шахин Сонмен Затеш.
кој командувал со обидот за атентат на државен удар, осуден на 4-кратна доживотна казна затвор, и тоа е на сликата. Ѓулистите на Балканот и во Македонија. Ретроспектива на настаните и обидот на ѓулинистите да го убијат Ердоган и да извршат државен удар со детали за кои прв пат се објавуваат во Македонија е во функција да се разбере колку тој настан и ѓулинистите се важни во неговата подоцнежна и сегашна политика и да дадат детални сознанија за неговата политика потоа. Голем број ѓулинисти живеат, имаат бизниси и се кријат од Турција на Балканот. Тие за турските власти представуваат политичка и безбедносна закана. Акциите за разузнавање 2021 година добиле предупредување дека врз турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган би можел да биде извршен атентат, објави агенцијата на Доле. Во соопштението пишува дека атентатот би можел да биде извршен за време на посетата на балканските земји. Ердоган во таа прилика најави работна посета на Босна и Херцеговина во предизборниот собир на Сараевската хала Зетра, на кој се очекуваше да присуствуваат 10 до 15.000 турци. На турските разузнавачки агенции било дојавено дека лица од турско потекло се обидуваат за обид за атентат врз Ердоган. Извештајот според Анадолија дошол од група турски граѓани кои живеат во Скопје. Турција во неколку наврати во 2016 година бара испорачување или протерување на ѓулинисти од Македонија. Се наведува дека се работи за околу 80 такви лица, што Македонија не го прифати. Според турските власти, тие лица во Македонија се вклучени пред се во образовниот бизнис, како основни и средни училишта Јаја Кемал, Балкански универзитет и други фирми. Македонското издание на Анадолија 2016 одбележа туристичката агенција Башак како упориште на терористичката организација водена од Ѓулен. Покрај агенцијата проблематични за Анадолија се и училиштата Јаја Кемал, Неделникот Земан Македонија, организацијата Седев Шафак и Толеранс, Синџирот Маркети Евар и транспортната компанија Рейнбоу. Министерството за образование во 2016 одби да коментира што и во врска за овој случај, додека министерот Пиштав Лифтих, министерот Дуи во тоа време во изјавата за Ал Сатем беше дециден дека Јаја Кемал работи според македонските прописи и нема причина да се затвори. Портпаролот на училиштето Сурија Таук за Бен кажа дека неформално има известување од Министерството за образование останува на овој став. Весниците Заман Франција и Заман Белгија одлучиле да престанат со работа поради смртните закани од симпатизерите на турската власт во овие држави. Колку Турција се труди и која е цена спремна да плати за испорака на ѓулинистите е доказ и нивниот тврст дека за влез во НАТО за Шведска и Финска, Шведска смени закони за испорачување и доби согласност од Турција. Финска се уште се противи и блокадата за влез на НАТО Турција не ја симнува. Предизвик за Македонија е ако Турција постави услов за испорака на Љупчо Палевски во замена за протерување на ѓулинистите од Македонија, политички чекор и услов кој досега Турција го користела во секоја прилика и против држави далеку посилни и помоćни од Македонија. Ја ќе завршам тука емисијата, а вас ќе ве оставам да размислите убаво и да донесете некакви заклучоци. Мислам дека нема вечерва да ве поттикнам на по-интензивен разговор, по-сочен разговор, по-суштествен разговор. Мислам дека некои работи сега треба да ни се склопуваат коцки. Знаете што? Пак ви повторувам. Сите оние што им смета, зошто се збори за истрагата и се во ова, верувајте дека не сме само ние, туку е во цел свет. Секаде кога се води истрага и остануваат неразјаснети работи, оправдано или неоправдано, не е важно. Народот има исконска, инстинктивна, но и реална потреба да ги пополни тие празнини. Сакате да ги спречите теориите на заговор, сакате да ги спречите неоснованите политички обвинувања или вакви или такви тези и така натаму. Завршете ја работата многу побрзо. Секако,
работите, верувам дека ќе се дознат, но како за Дурмотурс, како за изгорените бараки, како за Смилковско езеро, дали ќе ги добиеме ние одговорите кои треба да ги добиеме, секој граѓанин на оваа држава има право да се сомнева, затоа што институциите неброено пати потврлиле. И после, јас сум виновен, вие сте виновни, зошто зборите, зошто прашувате? Не, ја викам, да не прекинете со притисоци, нека ве обвинуваат. Кликбейтови, ова било, она било, види некој сака да си направи. Знаете што, ја не сакав да правам популарност или свој поени. Ако беше за тоа првата вечер, ќе отворев телефони, ќе зборевме, ќе споделувавме емоции, ќе плачавме. И ќе добивав гледаност. Ја го одбив тоа. Ама помина предолго време и немам ни базични одговори. Ја бар не добив. Ја, толку ми сече мене. Ако ви сече вас малку повеќе, ве молам, деновиве повторно да се вклучиме и да разговараме. Значи, може, постои таа теза дека Палевски нема да го видиме. Значи ли тоа дека не можеме да ги добиеме одговорите што се случило, зошто се случило, кој е инволвиран и да ја добиеме целата приказна? Може би оваа истрага на вистина треба многу подолго време, па дури и без главно обвинетиот. Но може да се добијат одговорите конечно. Затоа што, нели, некој може да биде осуден и во отсуство. Дај Боже да не се случи, но знаете како? 40 дена екстрадикцијски притвор. Тоа значи од денеска 40 дена, тоа е негдека до крај на јануари, он да не биде спроведен. До крај на јануари ние ќе заборавиме и што се случило, затоа што такво е времето, таква е публиката. Ке се случат нешто, украле гуми, за гумите, се запалила таму некоја барака, бараката. И тоа е тоа. Проблемот е, ние нема да ги спречиме ни идните убиства, но што можеме да направиме ако правиме притисок? Тоа што викаат, ама што ќе смениш? Знаеш што ќе смениш? Страф у гаќи да им внесеш, да се плашат, да се премисли 100 пати. Дека може да биде уапсен, дека толпата ќе го спречи, дека одма ќе го откриеме. Ме разбирате, ја сега можам само да ви набројувам дека не е народ што ќути, барем ако не сме на улица, ама барем се бунтуваме, еве, вака се бунтуваме. Не се бунтуваме пред влада, као што вика, окей, ама се бунтуваме, негодуваме. Медиумски се јавувате по утренски емисии и терате све у 3 лепе материне. И со право. И со право. Нема полошо у овој момент, не за Палевски, за било што. Ќути, остај. Не прашувај. Напротив, прашувај. Па нека ме порекнат, Еве, сгрешен си бил. Дај Боже да не порекнат у сите наши теории на заговор. Дај Боже, се молам на секоја помисла што мислам дека е теорија на заговор или нешто, да ме порекнат. Ама мислам дека вистината е многу пострашна и потполно нема да ја дознаеме и дека многу драматични мигови во врска со оваа истрага допрва доаѓаат. Дај Боже, демантирајте ме, толку имам што да кажам. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.